Името е нашата татковина, зборник кој Сдруженијето Македонски манифест во соработка со Македонската православна црква по Вардарска епархија го промовираше во рамките на Велесград на културата. Станува збор за зборник во кој се содржани текстови од членовите на Сдруженијето Манифест, кои неодамна истите тие текстови поврзани со името на татковината ги промовираа пред македонското население. Митрополитот по Вардарски Агат Ангел вели дека многу е важно народот да си го знае своето минато и идентитет, бидејќи ако исчезне името, ќе исчезне и народот. Ги собравме текстовите и го отпечативме овој зборник за да го потикнеме македонскиот народ да размислува за нашето вековно име, да размислува за нашата татковина Македонија и да се пробудат националните чувства од душата и срцето на македонецот. Јас се радувам што овие тешки мигови за нашата земја, а исто така и за нашата црква, бидејќи мнозина бараат промена на името, спорот се води веќе 20 и неколку години, но истото можеби ќе се случува и со црквата, така да здружени сега, бидејќи и државата е народна, и црквата е народна, така да заеднички се подготвиме за одбрана на нашето свето име. Според промоторот и амбасадор дипломат на кариера Ристо Никовски, државата е символ на македонскиот народ. Тој вели дека името оваа држава го добила токму од сопствениот народ, кога била формирана слободната македонска држава во 1944 година. Целта на издавањето на зборникот всушност е одбрана на името и сите фундаментални вредности од страна на членовите на Македонскиот манифест, но и од страна на целото население. Идејата е ова книга која е една компилација, еден букет од разни текстови, од разни автори, дава разни аспекти на нашата историја, многу поголем дел од нив се посветени на онај, да речем, континуитет кој трае од антички времења, меѓутоа има и примеси и делови кои зборуваат и што треба понатака да направиме. И мислам дека таа интересно четиво за секој наш читател, за секој наш граѓанин да ги согледа тие проблеми, дилеми, соочувања, конфронтации на кои сме изложени и кои без наша вина де факто не стават во една неповолна ситуација под блокада, уцена и ултиматум од Брисел. Според Евтим Клетников, член на Македонски манифест, прашањето за името е прашање на живот или смрт за македонскиот идентитет. Веќе 100 години траат и повеќе напорите на Европа да се ликвидира македонскиот идентитет, почнувајќи од Версај, Берлин, Букуреш и сега Брисел, која е истата стратегија. Не звучи некако патетично или демоде дека тоа е еден меѓународен заговор. Тоа е толку јасно и очигледно и ние не треба да затвараме очи пред тоа. И ние треба со сите сили да пружиме отпорот и ние се бориме за тоа да ја разбудиме свеста кај македонскиот народ, бидејќи ние сме поделени по многу линии, по етнички, по идеолошки, и треба да дадеме до знаење на Европа и на се. Вие видовте што се случи во Париз. Сите во светот треба да видат Шарли, а никој не рече дека за нив важат за Европа човековите права, а за нас не важат. Името е нашата татковина и испечатено во 1000 примероци. За сега зборникот не е во широка дистрибуција, но присутните во ликовниот салон има можност да ја купат по промотивна цена. За дополнително разубавување на промоцијата беше задолжен хорот при основното училиште Васил Гламинов под диригентската палка на Веселинка Маџарова-Андова.